Господине Димитров, недолго ги посетивте Париз, Брисел и Берлин. Тема на разговорите, верувам, секаде беше очекуваниот датум за почеток на преговорите со Европската унија во октомври. Со какви очекувања и надежи се враќате во Скопје? После 18 години од подпишувањето на спогодбата, 14 после кандидатскиот статус, конечно мислам дека целта ни е на дофат. Охрабрен сум. Има земји како што е, да речеме, Франција, каде што процесот на донесување одлука е во конечна фаза, се пак уште нема одлука. Меѓутоа, мислам дека има целосно разбирање за заслужените преговори, за влогот оваа година, дека не е само уште еден совет за општи работи или Европски совет, и дека пораката што ќе ја пратат кон нас ќе има големи импликации и за регионот и за самата ЕУ. Конечно, ние 10 извештај добивме за позитивна препорака од страна на Европската комисија и многу ќе биде тешко да се верува ако нема конечно одлука од земјите членки во октомври. Така што мислам дека работите одат во добар правец. Добро, кои се главните или која е главната пречка? Што им пречи на овие земји кои што се уште не донесе дефинитивна одлука за поддршка на Северна Република? Во однос на домашните задачи, тоа што преостанува е исходот од преговорите околу законот за јавно обвинителство, меѓутоа не секој закон врши работа. Има земји членки кои што имаат црвени линии, да не се изгубат случаи истраги по пат од старата институција кон идната институција, сега нели во системот на редовното јавно обвинителство, да нема скриена амнестија, да не биде политиката таа која што ќе кажува што ќе се гони кривично, што нема да се гони, туку системот. Обвинителството, правосудството и така натаму. Мислам дека ќе треба да бидеме многу ажурни во следниве денови и недели, да објаснуваме до каде сме, кои се разликите. Меѓутоа, атмосферата ја проценувам дека е исклучително позитивна. Многу е тешко да се каже не оваа година од било која перспектива, од било која значење. Веќе втор ден сте во Берлин, каква е атмосферата тука, какви се очекувањата, ќе има ли зелено светло од Бундестагот и има ли поддршка од Германија за овој процес? Јас во овие ден и пол-два имав 15-тина многу релевантни соговорници од министерот за надворешни работи Кајко Мас, Михаел Рот, министерот за европски прашања, државен министер, многу пратеници од Бундестагот, каде во последната недела од септември ќе се донесе одлука на пленарна седница од разни политички групации. Еден соговорник немаше кој што изрази сомнеш околу одлуката. Мислам дека е недвосмислена и известна позитивната одлука на Германија во однос на почетокот на пристапните преговори. Забелешка од германска страна имаше ли нешто? Повеќе зборувавме за регионот, што ќе биде понатаму. Јас не представувам розова слика овде, зборувам отворено и за грешки и за минуси, меѓутоа истакнувам и очигледен напредок. Мислам дека имаме исклучително убедлив случај оваа година со македонската приказна и во однос на добрососедството и во однос на демократскиот пресврт дома. Еден проблем се јавува се почесто во Германија, во германската јавност и во медиумите, но и во настапите на политичарите. Именно начинот на кој што се употребува името, новото име Северна Македонија и придавките и именките кои произлегуваат од него. Имено се почесто се случува да се користат именките северномакедонски, северномакедонска или северномакедонци. Дали разговаравте со вашите домаќини во Берлин на оваа тема и дали македонската дипломатија и државата сепкупно реагира на овие очигледно проблеми кои што се почесто се јавуваат? Ја искористив приликата и на средбата со мојот домаќин, со министерот, го отворив ово прашање. Се работи за исклучително значајно и суштинско прашање и за целосна апликација, примена на терминологиите на договорот од Преспа.
суштинскиот стол на договорот е врз основа на нашето право на самоопределување, да имаме, да бидеме тие кои што сме, македонци, македонки, зборам за македонски народ, македонски јазик, кој што е многу експлицитно наведен во членот 1. И само заради тоа што можеме да продолжиме да бидеме македонци, можевме да ја прифатиме географската одредница Северна кон името Македонија, бидејќи нашата република е во северниот дел од историскиот регион на Македонија. Од тука ние имаме една постојана инструкција до сите дипломатско-консуларни представништва на Северна Македонија да реагираат со веќе спремен текст кога има грешки во примената. Посебен предизвик е германското јазично подрачје поради правилата и граматиката на германскиот јазик и побарав разбирање за ова прашање. Мислам дека дури на краток, меѓутоа на среден и на долг рок, ова е многу важно. Се разбира дека третите земји, немаат иста сензибилност по ова прашање и токму затоа е многу важно ние да реагираме и на грешки од новинари, и на грешки од политичари, и се додека примената не стане етаблирана пракса. Не смее да се дозволи еден текст да има, да нема соодветна реакција и ова бара голема ажурност од сите во Министерството, во амбасадите и конзулатите и воопшто на ниво на држава. Благодарам. Благодарам на приликата.